И според Уставот, и според законите во Република Македонија, а секако и според меѓународните стандарди. Во Република Македонија би требало да владее социјална обштествена кохезија, поточно да владее меѓуетничка толеранција, да владее правото, односно да се почитуваат сите стандарди кои се однесуваат на почитувањето на правата на човекот, а се разбира и на етничките малцинства или националните малцинства. Наспроти тоа, реалноста е многу поинаква, односно обратна, а тоа секако дека се должи на неуспехот на институциите, односно на владата и на другите демократски институции, да го почитуваат тоа на кое се обврзале според Уставот и според законите. Тоа би било накратко едно согледување на состојбата. Она што е многу битно е да се свати дека токму во образованието се наоѓаат клучевите за оваа земја во некоја иднина догледна, доколку не се распадне во меѓувреме поради состојбите денес, да биде земја во која владее правото, во која човековите права и слободи се максимално почитувани и правата, како и правата на националните малцинства. Во таа смисла, образованието е токму таму пресудно и мислам дека системот, доколку сака да ја одржи оваа земја во целина, би требало навистина да проработи како што треба. Младинскиот образовен форум има одлични решенија, има одлични пораки кои мислам дека луѓето кои се во владата и во институциите треба конечно и да ги слушнат. Послушајте ги младите.